Земјоделците се мачат, трговците го собираат кајмакот, а граѓаните плаќаат прескапо. Од Националната федерација на фармери се пожалија дека со години наназад се зголемуваат цените на сите репроматеријали, пестициди, ѓубрива, семиња, а откупните цени се исти или во некој период пониски од претходно. На крајот граѓаните во маркетите и на пазарите плаќаат прескапо, бидејќи цените се превисоки за животниот стандард. Земјоделците велат дека инвестициите во производство им биле преголеми, па треба и да се заработи, а не да имаат загуби, додека населението треба да не плаќа премногу. Сметаат дека овде клучна улога имаат инспекциите, кои треба да ги санкционираат разните трговци и препродавачи. Веќе ако зборуваме, ако има тие закони и правилници, мислам треба да еднаш секогаш да се спроверат и во пракса, да видиме кој колку заработува и дали е то фер заработка, бидејќи на крајот на криштата крајниот потрошувач вистина плаќа скапо и мисли дека ние земјоделците заработуваме кизне колку. Оствари ние кажано од вај да врзиме крај со крај. И нашата загуба или некоја заработка што треба да ја добиеме, ние ја гледаме во субвенциите. Ако не се исплатат сите навреме, вистина е тешко да се работи во земјоделството. Освен ниските цени, земјоделците имаат проблеми и со задоцнетото плаќање. Во некои случаи чекаат и повеќе од половина година за да ги добијат парите за предадениот род. Дополнително бараат субвенциите да се исплаќаат навремено. Само во тој случај велат ке може да се обезбедат пари за семиња, садење, обработка на земја и старт со ново производство. Имаме во делот на Куртовска капија, производството на пипер, неисплатени средства. Баш денеска разговарав со наши членови, од лани уште немаат заемено пари луѓето за пиперката. Бидејќи вистина се потребни, посебно во овој период, летниот период, кога имаме зголемени температури, имаме долг сушен период, посебно треба да се вложи, имаме трошоци зголемени во наводнување и вистина тие финансиски средства како поддршка државата не се најнеопходни во моментот. Потврда дека ќарот од продажбата на земјоделските производи оди во џебовите на трговците, а не кај земјоделците кои се мачат на нивите, дојде и од државната статистика. Минатиот месец имале за 4% повеќе трошоци, но родот што го собрале го дале за 5,5% поевтино. Најскапи биле машините, горивата и ветеринарните услуги. Транспортната опрема поскапела за 17,3%, а машините и опремата за 13,7%. Истовремено, предаденото овошје било поевтино за 13,2%, а зеленчукот за 11,4%.